Почитувани граѓанки и граѓани, почитувани лекари, медицински сестри и здравствени работници. Денеска сум во посета на Општата градска болница Кавадарци. Пред се да изразам огромна благодарност и поддршка на нашите лекари и здравствени работници, кои пожртвувано и макотрпно 4 месеци се најактивно вклучени во борбата со пандемијата на COVID-19 вирусот. Ве сакаме сите, ве почитуваме и неизмерно сме ви благодарни. Вербата во здравствениот систем сите граѓани мораме да ја дигнеме на повисоко ниво. Справувањето со кризата зависи од сите нас подеднакво. Уште еднаш сакам да испратам молба, апел до граѓаните. Да продолжиме одговорно да се однесуваме и да се заштитиме себе си, најблиските, нашите семејства и да им помогнеме на здравствените работници. Само заедно можеме да надминеме кризата. Што побрзо и попедантно почнеме да ги почитуваме сите мерки на заштита, толку побрзо и кризата ќе оставиме зад нас. Овие здравствени работници имаат семејства, деца, родители кои ги чекаат да се вратат дома час поскоро. Да им возвратиме на овие луѓе со почит кон пожртвуваноста која ќе значи редовно носење на маска, држење на дистанца од 2 метри и редовна дезинфекција на раст. Ете толку бараат нашите херои од нас. Да, тие се хероите на денешницата и ја заслужуваат целата наша поддршка и почит. Во изминатите неполни 3 години направивме многу во здравството, за да ни бидат лекарите и здравствените работници мотивирани, да дадат максимум во борбата за животот и здравието на нашите граѓани. Ги покачивме платите на здравствените работници од 15% за матичните лекари преку капитациите, 25% за медицинските сестри и персоналот, до 40% за специјалистите. Вработивме 780 нови лекари и 1000 медицински сестри. 1000 нови специализации одобривме. Инвестиравме во здравството кое ќе биде модерно и европско и кое ќе одговори на потребите на нашите граѓани, бидејќи ние можеме уште повеќе, уште подобро. Кавадаречката болница е еден од еклатантните примери на промени кон подобра на македонското здравство. Го подготвуваме целиот здравствен систем за можен втор бран на пандемијата. Вложуваме 33 милиони евра во оделенијата за интензивна нега. Продолжуваме со вработување во јавното здравство, во сите здравствени установи, за да ги јакнеме капацитетите. Секоја година, во периодот што доаѓа, ќе ги зголемиме платите на здравствените работници и соработници до 10%. Заедно можеме уште повеќе, уште подобро. Заедно можеме да изградиме здравство по мерка на граѓаните. Заедно ќе се справиме со кризата предизвикана од COVID-19 вирусот, да бидеме и ние сите херои на денешницата, да ги почитуваме мерките. Благодарам.